Почитувани добро вечер и добре дојдовте во живо во уште едно издание, четврточно на За или Против. И нема да имам долга најава како вообичаено, што знам да направам анализа или ретро на денот на главните случувања, бидејќи гостинот кој е вечерва во емисија со кого ќе разговараме и ќе го анализираме денешниот ден е човек кој секогаш уживате да го гледате, кој е без влакна на јазикот и кој што рейтинзите покажуваат пост емитувањето на емисиите каде што гостува дека бил полн погодок. Тоа не значи на нас медиумите во секој случај највеќе, верувам дека и вас како публика на телевизија Алфа вечерва во За или Против, прв пат 1 на 1 е мојот колега Драган Павлович Латас. Добре дојде. Добро вечер и добре дојдов за себе и за тебе и за благодарност дека прв пат сме ети во иста емисија. Тетате двака, Нешто да. друго сакав да кажам, драго ми е што Алфа издржа 7 години на тортура, каква што ретко која телевизија издржуваше под некоја власт. Морам да кажам и дека и мојата сител имаше такви периоди. И дека сега се пружа шанса на телевизијата да се говори многу послободно, многу по-конкретно, за многу по-дневни теми, да не филозофираме. Па затоа верувам дека и овие 45 минути без филозофирање со конкретни факти ќе можеме да разговараме. Точно така, да се надеваме дека барем ќе се отворат, додека беа на власт некако не беа расположени да ја посетуваат Алфа на нашите покани. Редовно бевме или игнорирани или одбивани. Да се надеваме дека сега од позиција на опозиција се да се мели дуи. Апсолутно, обвинителство и финансова тука беа редовни гости, но како и да е, завршија онака како што завршија нивните истраги. Кога сме кај опозицијата, и денеска не баш многу беа активни во смисла оние кои ги гледаме и ги слушаме на други начини преку известни писма, тука мислам на Ахмети најповеќе, на денешните први пратенички прашања упатени за новата влада. Имено од она што го видов од списокот достапен за новинарите за пријавени за пратенички прашања, например, Европскиот фронт, така наречен предводен од Ахмети, имаше само тројца пријавени, секако Ахмети не се ни појави на седницата, најавил отсуство. Него му се веројатно по, не знам, блиски начините на комуникација, иако тоа е новина за него, знаејќи дека сепак Ахмети беше командант, така јавноста го знае, до 2001 или во 2001. А еве денеска не го видовме на собраниска говорница, иако имаше шанса да му ги каже сите работи за кои писма испраќаше на Мицкоски во живо. Па добро, Ахмети сега се соочува со еден празен простор кој му го пополнуваше Артан Груби, бидејќи факт е дека последните години партијата си ја водеше Артан Груби, Али Ахмети беше енглеска кралица. Артан Груби, кога му се допадна таа позиција на лидер од сенка, кој искочи и од сенката па стана лидер во секојдневниот живот на партијата, кога се осети загрозен, почна да му ги отвара аферите за фамилијата на Али Ахмети и со тоа го блокираш Али Ахмети да евентуално си го врати лидерството назад. Таа борба заврши со изборите. Артан Груби, колку што се сеќавате, од мај, кога беа изборите, се појави само една со некаква изјава, дали по Фейсбук беше. Да, и толку исчезна. Значи го снема. Јавниот простор. Он е свесен дека парите се кај него, свесен е дека сега веќе нема моќ која му ја даваше власта за да може да манипулира и внатре во партијата и воопшто. Парите кои се земени гледа да ги сочува и сега сите се разбегани. Ако гледате дека никој од ДУИ не се појава, освен некои ефемерни ликови кои не беа од некаков формат или значење во ДУИ, се обидуваат нешто да партијата ја вратат во живот. Таа партија има и хендикеп пред албанците, бидејќи повеќе албанци, говориме етнички албанци, повеќе етнички албанци гласаа за Влен отколку за ДУИ. ДУИ беше препон со гласове други етнички земјици, турци, роми, македонци, муслимани и така дали. Таков е и суставот на пратеничката група. Така е. И сега Али Ахмети се обидува да се врати на сцената, но не е спремен. Нема што да каже во собрание. Да е он прав лидер, ќе дојде во собрание и директно ќе му се обрати на Мицковски како лидер на лидер. Лидер на ВМРО и премиер во случајот и тој лидер именно, заради опозиција. Тоа постои. Но тоа нема да се случи, бар не во скоро догледно време, бидејќи Али Ахмети за него тој терен веќе не познат. Добро, Латас, во една ваква денешна атмосфера, имено некаде до кај 15 часот го следев собранискиот канал и немаше ниту една конструктивна дебата внатре или пратенички прашања од СДСМ фронтот, веќе кажавме колку луѓе се појавија, кои би значеле
дефинирање заедничко или соочување на аргументи во насока на она за што е најважно за Македонија во периодот што следи и за што треба консензус. Например, како можеме ние да градиме круцијални заклучоци и насоки каде ќе оди Македонија ако не постои квалитетна опозиција која ја гледаме во собрание дека и денес на дело се види. Не е проблем нити наш као новинари, се зборам уште помалку као граѓанин ти и ја, а најмалку на власта каква ќе биде опозицијата. Нека си е таква каква што си е. Во тој албанскиот политички камп, да го наречам така, значи Али Ахмети постои физички само, но политички неговата политичка сила е рамна на нула и тој не може да излезе јавно да ја покаже и да ја низ некои факти, како што ти говориш, демонстрира, бидејќи тие ги нема и он заборавил како е да се биде лидер на партија, бидејќи партијата му е водеща со години друг, а парите ги делеа меѓу себе. Од друга страна, СДСМ нема ни лидер ни партија. Тие немаат извршни органи на партијата нови. Тие се уште имаат органи во оставка, но нема нови и тие се единствените кои не функционираат, а постојат. СДСМ нема за што да разговара. Го гледате денеска бившиот министер за внатрешни работи, кој се обидува да биде опозиција. Со 200 пасоши издадени. Ништо друго да нема, ништо друго да нема. Значи, само 200 пасоши издадени на врвни криминалци од регионот. Неговата политичка кариера завршена и тој повеќе делува смешно, која ќе излезе пред говорница нешто да некому се обрати, отколку сериозно. За Филипче, за кого со факти се утврдува дека 100 милиони евра, да потенцирам, 100 милиони евра и трет пат 100 милиони евра, тоа се огромни пари и за Америка, а камали за Македонија, се потрошени во време на ковид кризата за договори во 4 очи за кои ќе постои истрага или постои веќе истрага. Да не забораваме колку луѓе починаа затоа што ние не добивме вакцини во февруари, туку дури во април-мај, во тие 3 месеца, кои не би починале да беа вакцинирани и така дале. Филип Черне нема никаков кредит, дури ни човечки, а камоли политички, да воопшто разговара со Мицковски како човек од опозиција со човек од власт. Еве денеска па инсистираше да се извади на маса планот на владата за евроинтегративниот пат на Македонија, тврдејќи постојано. Не постои таков план. Таков план не постои ни во Србија, ни во Македонија, ни во Црна Гора, ни во Албанија. Постојат барања од Европската унија кои веќе ги исполнувате како веќе правите план, кога системот на преговори и разговори, ја тебе ти давам услови, ти ги исполнуваш. Значи едностран. Каков план можете да имате? Планот е од граѓаните даден. Сакам и јас да имам европски услови на живот во или надвор Европската унија. Имате земји во Скандинавија кои не се Европска унија или Швајцарија, еве као пример, па живеат европски или подобро од европски. Нема владата потреба никому да дава план. Владата треба да извршува задачи и потреби на граѓаните. А нивните, па случајно, се совпаѓаат во најголем дел со европските. Правосуден систем, какви што има барем просекот на Европската унија. Економски систем, таков. И сите други системи. Владата сега решава системски прашања. Веќе не се тоа прашања само законски. Пипнете кај сакате и ќе видите кај прашањата се системски. Вие допрво треба да решавате што ќе правите со образование. Зошто? Затоа што нашето образование се соочи со конкретни проблеми со кои никој во Европа не се соочил. Да нема учебници, да нема деца во школа. Основни. Да нема деца во школа, да има хипер корупција со набавките за школите за грејење, за јадење и така дале. Тоа се све системски проблеми кои не ги решава само Министерството за образование. Значи ги решаваат повеќе министерства, поштувајќи од МВР па натаму, затоа проблемот е системски. Тоа треба и се планови на владата. Како на некој Петар Петровски или на некој албанец со тето седно, без етничка подоба, да му ги реши проблеми со кои се соочува секој ден. А што е поентава се на опозицијата? Поентава на опозицијата да се разводни темава. Не е битно тоа што вие сте покачиле пензии, голема работа. Не е битно тоа што вие се отварате аутопутеви, тоа не е големо. Све тоа не е битно. Битно ми е ти со бугарите што ќе преш. Најмалку за граѓаните на Македонија е битно кој и како ќе го решава македонско-бугарскиот проблем. Затоа што како год да го решиш, ако јас живеам лошо како граѓанин, ако не сум сигурен, безбеден, еднаков пред суд, еднаков при вработување и така натаму, што ми е мене гале да сум Европска унија. Значи тука имаме разлики во компетенција и во квалитет.
Владава треба и решава проблем на граѓани. Овие овдека сакаат работата да ја дефокусираат и да речат, ако ти не го решиш проблемот со Бугарија, џабе ти е све што си решил. Не ќе да е така, дечко. Може би и немањето аргументи за тоа зашто реално би можеле да критикуваат, затоа и беа бенигни вакви денеска на праденичките прашања, иако реално и искрено очекував малку поголеми провокации, поиздржани, но влада но можеш да критикуваш и треба да критикуваш. Влада постои за да биде критикувана и од тебе, и од мене, и од новинари, и од јавност и све. Затоа што никој не е 100% задоволен и од себе. Сабале кој ќе станеш, а не од некоја си влада, што си ја бирал на избори. Во контекст на тоа, во еден момент Мицкоски, во едно од одговорите на пратеничките прашања, му фрли ракавица на Филипче на некој начин за евентуални предвремени парламентарни избори заедно со локалните. Тоа е нешто за кое што се шпекулира во јавноста, ваму или таму, на меѓу било какви кругови. Така, Дали тоа можно и дали воопшто треба да се свати не, ја не го како доживам план некаков реален, можност некаква? Јас ги следам партиите, особено ВМРО, 25-30 години и од прва рака. Значи, рецимо за некои нивни потези кои сега во предизборите се јавија или сега како влада ги реализират, сум знаели претходно во времето кога се подготвувал. ВМРО е партија на градители. Значи тоа е пенив. Да, врзани се со проекти, со тајминзи на завршување. Само со тоа. Многу малку се збори за идеологии, меѓу нив многу малку се збори, не знам, за тие прашања кои се академски, кои треба да го расправат некои интелектуални кругови, многу поише кој има водовод, кој нема водовод, кај има пат, која школа се затворило, градинка кај треба да се прави и така дај. И сега вие имате СДСМ кој не е партија. Зашто нема партиски структури. Нема извршни органи, нема централни органи, има само председател. Апсолутно се изгуби. Има само председател. Со еден битен представник, близок на врвот на СДСМ и на Заев и на сега Филипче, ние разговараме и он вика, а зошто ти мислиш дека Филипче е донесен за да ја зајакне на партијата? Па нели логично е тоа за да се случува? Ама од позицијата на Заев не мора да биде логично. Добро, што му е тогаш планот на Заев преку Филипче? Заев има многу противници во самиот СДСМ. Многу луѓе не се задоволни од корупцијата која Заев ја спроведе. Да, тоа е јавно го гледав. Многу луѓе лично им е срам да кажат дека се од СДСМ при таква корумпирана група каква што беше Заев и неговите министри, меѓу кои Филипче и други. Кога би имало сега нов СДСМ, навистина формиран од тие што вредат, првиот удар на Заев би бил од партијата. Така. А они ги знаат луѓето, документите, релациите и би биле поефикасни, можеби, дури и од сегашната власт во откривање на корупциите на Заев. Заев, веројатно, нема интерес од такви процеси во СДСМ. Него го интересира СДСМ во некоја состојба на полузаспаност. Да помине, да дојдат локални избори, да видиме, чекај, стој, нешто да застари, купи време, да се нешто да застари од подспаси. делова и така даје. Тоа е неговата потреба и затоа инсистираше да се октроира тој тип и тој лик за председател на СДСМ, а не некој друг. И за вистина да биде реално да ја прикажеме фактичката состојба и немаше некој против кандидати Филипче. Едниот е бившиот директор на Фонд за иновација, една од најкорумпирани институции во државата, воопшто. Другата, која имаше толку лоши резултати во своето министрување, во своето однесување, што стана предмет на вицови во државата. И тука конкуренција немаше, што кажува дека од СДСМ однатре нема интерес за Тука процесот. само морам да нагласам дека Деспотовски е еден од ретките или единствен лик од социјалдемократите кој изминатиот период доаѓаше во Алфа. Да. И прифаќа интервјуа без да има дилеми за истите. Тоа е неговата желба да комуницира со јавноста, која од аспект на пиар е исправна, но било кој од нив да дојдеше на чело на СДСМ ќе се соочеше со голем багаж. Така да нека не ве чуди зошто Филипче се труди да Заев биде контролор на партијата, а тој извршител на таа лимбо состојба во која СДСМ сега се наоѓа ни горе ни доле. И тоа ќе трае и до локални, полокални. И ВМРО ќе има повеќе градоначалници од колку што има сега, 44 мислам дека му се. И сето тоа е затоа што нема опозиција. А нема опозиција зашто Заев така сака, а Ахмети не може да биде другачие. Не можеме да не се сложам со оваа твоја анализа, но и практично во оваа истава насока или во овој правец, како и да е, како ја гледаш, ајде, употребната вредност на знам или можеме да зборуваме за долгорочна вредност на знам?
екзистенција, некоја Види, наградење, дополнителни капацитети се. Знаме производ на тие деструктивни политички процеси во самиот СДСМ. Практично знам се создаде луѓе кои се незадоволни од политиката на Заев, почнувајќи од корупцијата до идеолошките односи во кои се измеша Бугарија и така дали. А СДСМ сега е во состојба кога утре да има избори, не може да дојде 100.000 гласа. Некои луѓе се смеја кога излегуваше Мицкоски, како шеф на ВМРО и опозицијата, кога викаше дека ќе има испод 200.000 гласа на изборите. СДСМ испадна 180.000, значи 10% уше полош од неговите прогнози. Јас ја тврдам ни 100.000 нема да има денес. Не постои веќе партија внатре, нема тела, нема институции, нема раководство, има one man show. One man show кој е задолжено да ги држи нив во таа состојба на полузаспаност, затоа што видите, кога ВМРО реши да направи реформи кај себе, направи реформи, дека одело по прав пат беше обидот на Сашо Мјалков да го смени Христијан Мицкоски и Александар Николовски од лидерство на партијата да донесе свој луѓе. Тука се осети дека ВМРО прави реформи, дека партијата нема интерес да го покрива Груевски и Сашо Мјалков. Туку има интерес да ги покрива гласачите, своите гласачи, не само членови, гласачите да ги задоволи. И ги задоволи. Не може и тоа да не се признае, бидејќи е нешто што сега вие видливо донесе замислете резултат. да тогаш во ВМРО бил октриран председател, кој така ќе шуткаше работата со години, ништо, не знам ја, шефе, што знам што било, денеска ќе беа опозиција. Веројатно по наредните локални избори, кои ќе бидат многу поразителни за СДСМ, некоја таква група ќе се роди која ќе сака од партијата да направи нешто. Слушам да нови дека шеф на градска е избран директорот на зоолошка градина на СДСМ. Да. Мислам дека тоа е увреда. Да, тоа е Увреда е навреда и за СДСМ, и за гласачите, и за се. Од она што ја го знам, бидејќи во колумна во вечер објавив 4-5 имења кои ги планира за идното раководство сегашниот председател на партијата, вечерта или утрената ми се јавија дека да, точно е, понудено е, но не прифатиле. Дури ни тие кои биле анонимни пратеници, што јас знам, дури ни тие неќат да влезат во раководството на сегашното СДСМ кој се состои од еден човек. Значи СДСМ не е партија, колку знам ќе успее да привлече од тоа членство на СДСМ. Те прашувам, бидејќи Максим Димитриевски како лидер на знам, не го гледам. Реално јавноста нема прилика да го слуша по медиумите како што беше присутен периодот пред тоа. Види, беа пред избори. Беше пред избори и време кога се создаваше таа партија, која се трансформираше од движење во партија. Неговата задача беше да биде човек кој тоа ќе го спои и анимира. Тој е градоначелник на Куманово. Неговите основни задачи се таму и нормално е дека времето е посветено на таа страна. Но зато го имаме Горан Минчев кој е активен секој ден и кој има една од потешките задачи во сегашната влада, а тоа е администрација. Вие да реформирате администрација 130-40 луѓе е ужасно тешка задача. Може би едно од потешките во сегашната состојба. Затоа што тоа што наука го кажува, тешко може да го спроведете, а друго не може да спроведете да успее. Значи мора да барате са некој начин кој ќе биде доволно добар за администрацијата, доволно добар за правниот систем, доволно добар за сегде. Инаку ние имаме администрација која кошта околу милиарда и нешто, милиарда 200-300 милиони евра годишно. Тоа е скоро 30% од буџетот само за плати одат за нив. И вие се треба да ја спуштите на некои реални 70-80 илјади. Што е пак системска проблематика, не е едноставна систем и не е така само... И сега, во Европа тоа како се решавало, особено во посткомунистички земји, вие давате испратнина, како се вика на македонски, испратнина, да, известен број плати, отпремнина 6 или 9, не е битно, и учествувате на луѓето да им се најде работа во приватниот сектор, значи помагате, не ги фрлате на улица. Тоа во Македонија е тешко, бидејќи приватниот сектор е слаб. Економски исцрпен од рекети, од местени тендери кај што не учествувале, а владата е најголем купец. Ако владата не ви дае пари, вие немате други купци. Граѓаните се сите заедно послаби купци од владата. И тука сега доаѓаме до заклучокот зошто е оправдан унгарскиот кредит и дека друг начин немаше како да се инјектира практично и во бизнис секторот, но и во општините, за да мрднеме. За тој кредит зборев кај вас во една од емисиите негде во февруари, ми се чини годинава пред да уште биде спомнат во предизборието на ВМРО-ДПМН, бидејќи имав информации дека се оди по Европа и се бараат пари. Се бараат пари по прифатливи услови.
под подобра камата, се бараат пари за инвестиции, значи не се парите за тековни трошоци, за плати, отплата на стари кредити и така дале, и се дојде до европска земја која се вика Унгарија. Кога взимате кредит од европска земја, како што е Унгарија, вие не можете да кажете кинески е, тајвански е, како Циле што беше или некој трет. Цела Европа има банкарски систем и финансиски систем во кој се следат парите на европските држави. Значи, може Унгарија да ви дае не 55 милиарди, ама европјанинов контролира што се дешава, случува со нив. Значи, тој кредит е европски. Тој е технички добиен од Унгарија. Ако кредитот почне да се спроведе на начин кој надвор од закон или за некакви други цели, реагираат европските институции први, кои имаат увид во текот на парите. И како се трошат, бидејќи ние даваме извештај, и како се дадени, бидејќи Унгарија дава извештај дупло, членка на Европска унија, и бидејќи на крајот на криштата, ако се деси некој проблем со тие пари, не ги вратиме ние или слично, Унгарија е европска држава која има милиарда помалку. И веќе има помала кредитна, како се вика, помала кредитна рейтинг европејаните. Измешана е работата со европски институции. Вие добивате европски кредит. Мене што ми се допаѓа тука? Ми се допаѓа тука што парите кои ќе ги добие владата, ги дава на општините во оваа фаза, ама општината не плаќа. Парите не доаѓаат кај локални шериф. Мора да покаже што реализирала по фази и по проекти, овој да згора плака, овој да згора одговара пред унгарецот и пред Европска унија. Шансите за корупција се минимални. Да не речем теоретски. Пластично, да се теоретски. бидејќи. Зошто? Са некоја ситна корупција може да има. Не викам не, има у цел свет. Но шансите за корупција се минимални. Ако сме ние по корупција овдека, шансите за корупција се веројатно негде близу нула. Са, кој сака да збори за корупција, вие имате сајт. Имате интернет. Отидете и погледнете степен на корупција во време кога владеела прошлата влада на ВМРО, минатата на СДСМ, сегашна е рана. Треба помина година и пол, бидејќи ова е само пола година. Да се види. И ќе видите дека и корупцијата во онаа влада, која гонеа на Груевски, е од прилика 30 до 40% у однос на корупцијата на СДСМ, или пластично. Ако индекс 100 била корупцијата во времето на СДСМ, индекс 30-40 била во претходната влада. Сега ќе биде уште помала. Никој у светот нема индекс 0 Апсолутно. на корупција. Никој нема 0. Апсолутно имаат нели повисоки се на рейтинзите во борбата, меѓутоа нула нема никаде, тоа е факт. Она што е важно дека луѓето конечно сакаат да видат реализација на терен, дела и да завршиме советувањата и со Ја и плановите. идам по емисија, тоа е- не сакам да зборам за тоа дали е проблем Бугарија, да со бугарин истото би го правил. И ние да сме у контраположба на бугарите истото ќе го правиме. Сега е политичка шанса да направиш нешто што ни 41 не се успеал, ни со Сан-Стефански договор после Балканските војни. Сега му е шанса без пари, без војска, без трошок. Да, све ама да на земеш. македонците или на македонскиве граѓани не ги интересира веќе ситуацијата Ама не, со у првите Бугарија. 7, 8, 9, Лепни имаат луѓето да јават. 8, 9 позначење беше во анкетите пред изборите. Мене ме интересира правна сигурност. Зашто? Затоа што секој проблем на граѓанинот на крај завршува во правниот систем. Ти сега работиш, си добил отказ. Судот е тој што треба да те штити. Ти сега ти стемало струја, имаш кафана, ти се расипала робата унутра. Овој одева на му е гајле. Он ти вика денеска струја нема у тоа мало. Си го тужиш да ти исплати овдека што си имал штета, па е суд. Било што, колине да ги чукнеш, било што, ти се судира со правен систем. Не те примиле на работа, имаш каде се жалиш. Детето не ти го примат у школа, имаш каде да реагираш. Правосуден систем е корен на сите проблеми. Потоа, проблем на вработеност. Значи мора да се отвараат работни места. Луѓето треба да знаат, ние кои го следиме тоа секојдневно, на кој ни е струка, мене економија ми е струка, треба да знаат дека во Македонија нема писмени луѓе. Што значи тоа? Доаѓа странец, да карикирам, да објаснам на кратко. пластик. Сакам да отварам фабрика за медицинска опрема. Добро, еве државата ќе даде земјиште и ако треба пола милион евра ти даваме да почнеш да градиш зграда. И ќе те ослободиме 2 години даноци да не плаќаш придонеси за вработените, само луѓе да почнат да работат. Добро, дај ми извештај од расположив кадар со кој можам ја да планирам, нема кадар во Македонија. Нема кадар, тоа е огромен проблем во Македонија.
огромен проблем необразованост, особено не во струките кои се курентни и барани. Тој проблем го имаше Србија. 10 години Вучич го решаваше, дури сега првите плодови излегуваат. Чисто да знаат, информатичарите во Србија пред 10 години беа струка на која и се смеја. Тие добија страшно голема помош од државата, и во пари, и во бенефиции, и во центри, и во центри технолошки и во се. Денес Србија, која е позната по земјоделие, има испод 10% у бруто домашниот производ од земјоделие, а има 12 до 15 од информатичка технологија. Што значи информатичари им заработуваат поише од земјоделие. Тука е клучот. Образование, здравство и правосуден систем. Кој ги решил овие три? Све решил, зашто сите други на нив се налепени. Тука е тоа системската концепција. Тоа е ВМРО. Значи, ја не сум ВМРО-ец. Не го познавам ВМРО како што го познаваат илјадници низ Македонија. Тоа се фактите. Мене ме интересира обичен граѓанин. Јас сум дете на магационер, работнички син. И тоа ми е останато у глава. Сакам да видам дека имам струја, вода, улица, детето да ми оде безбедно у школа. Сервис. Државата да ти е сервис. Тоа да ми биде. Како ќе решаш проблемот со бугарите? Ирелевантно. Па Киро Глигоров викаше дека за 3-4 месеци или 6 ќе се реши во 92-95 таму. Па не се реши, ние 95-та живееме до ден денеска. Кога ќе го решат, нека го решат. Не ние да мрднеме од мртвава точка. Кога сме кај правосудниот систем. Ева откривање на скандали. Значи, директор во МЕПСО од СДС и ДУИ бил управител во Шанс Инвест, известна компанија во Албанија, која претходно па добила 10 милионски тендер. Обвинителството треба веднаш да постапи. Тоа е повикот јавниот апел на пресконференција. Имено, вчера и денеска. Денешната е фирма за увоз-извоз добила пари за компјутерска игрица, ова е на Алфа информација, а на компанија од ФИТР, односно од Фондот за иновации, а на компанија која се занимавала со кетеринг и биле одобрени средства за производство на козметички препарати. Ова не е дека јавноста не го чу, работава е дека не се процесуираат од страна на обвинителството. И нема да се процесуираат од догледно време. Види, луѓето мислат дека ова е времето на тоталитарните системи, како што беше СДСМ, и дека полицијата треба да реши во државава што ќе биде со некого во смисол на кривична одговорност. Не. Ама еве полицијата си работи и кривични поднесува и се. Постои само да најде случај, провери случај и даде пријава. И више нема полиција. Има обвинителство. Ние имаме обвинителство за кое секој граѓанин на Македонија за буџетот на правосудниот систем плаќа 1500 денара по човек. Ако сте вие четворица, оваа година отидоа колку 100 евра. Од само твојата куќа. И сега такви куќи X така, ти плаќаш за обвинителите. Они својата работа не ја работат. Обвинители пар што се спротивставиле на државниот или јавниот обвинител и што го пријавиле тоа во судскиот совет се на удар од државниот обвинител постојано во времето на СДСМ, сега со контроли. Како треба да се решило тоа слово? Види, јас пак ти кажам, можам да зборам за тоа да се вајле, бидејќи ми е лично. Една од ситуациите кај што треба да се контролира е моето повлекување на обвинение за случајот Диоградби. Добро. Сега, државниот обвинител си дозволува да каже дека го бранат обвинителите или кои тоа го направиле, затоа што јас и слични сме биле ослободени од одговорност. Јас само да го потсетам државниот обвинител, дојден од Гостивар. Имам обвинителка од Гостивар. При цело Скопје обвинител, јас имам од Гостивар, која СЕО ми ја дал. Негова колешка. На која обвинение е повлечено. Она треба да биде дисциплински распрашена, зашто е повлечено обвинението. Не го бранам јас, висшиот јавен обвинител. Го бранат две судики, кои двете донеле ослободителна пресуда во прв степен. Една, ослободител па ја менува, по барање на државниот обвинител. Втора, исто така ослободителна. Они го бранат. А паја обвинение на неговата обвинителка колешка од Гостивар. Кој треба да биде дисциплински анализиран? Оној што го изгубил процесот или оној кој има позади себе две судски пресуди, како неговото мислење? Тоа е обвинителство. 10 обвинители од СЕО ги преселија у јавно обвинителство. 10 кои зема пари за кои Државна антикорупцијска комисија утврди дека се незаконски доделени и се покрена процес во ОЈО. Да, и толку. Самите тие 10 решија дека нема основ за истрага. За себе. Парите им остана.
Мораш да менуваш правосуден систем. Завчера, прекчера, премиерот Мицковски рече дека ќе почнуваме од таму. Логично е да почне да Да, и таму. хрватски експерт кој со кого ќе работат или ќе црпат Има искуство луѓе најаве. попаметни од нас, не само од тебе и мене, попаметни од премиерот, попаметни затоа што се стручни во своите занаети. Ќе го викнеш и ќе видиш како другите кои имале успех го решавале тоа. Се почнува со промена реформи, обвинители, суди по вертикала цела, од врховен до доле и одговорност. Одговорност. Да се повеќе некако сметам дека не е тоа потребно. Погледни статистички податоци. Ја ќе ти кажам последниот кој е објавен негде 21 и 22. Од 100 обвиненија на обвинителите на Заев, 97 се пресудени за виновни. Нигде у свет, освен Авганистан и Иран. Нема 100 души да обвиниш, 97 да ти бидат виновни. Овие три или се од ДУИ, или се од СДСМ кои се наводно слободени. Твоите шанси на суд се нула. Што ќе ти адвокат? За 2% шанси па сам ќе отидеш. Сега адвокатите ќутат зашто бивш министар Подобро објаснување не сум бивш чул. министар на СДСМ е шеф на адвокатската асоциација. Него му одговара да се ќути затоа што елементира. Сега не постои земја во која од 100 обвиненија 97 се виновни, а обвинителството има 3% рейтинг. 3%. Судиите се ставени во ситуација да обвинител и води процеси, затоа што судијата, кој не суди како што треба биде на судски совет, обвинител на кој ми се повлека обвинение напредува и му товари на висшиот обвинител случај. Обратна реакција. Мораш да го решиш тоа. Мораш. По вертикала, како што Да. кажа и пластично објасни, мораме да направиме куса пауза за реклами. И се враќаме, можеме и во ист контекст, а можеме и други теми имаме. Теми имаме, време дали ќе имаме, ќе дознаеме од режија за кратко, вие бидете тука. Добре, дојдовте назад. Ние не престанавме да дискутираме и за време на рекламите и дел од овие скриено направени муабети ќе ги извадиме и сега за оние кои сега се вклучувате. Драган Павлович Лата се вечерва во за или против. Латас, многу има преку 10-12 можеби кривични пријави, например од МВР процесуирани, кои немаат на тамошни завршетоци во обвинителство и така. Да, го завршам муабетот. Јас сум граѓанин исто како и сите кои не гледаат. Никој што сум имал државни пари, државна функција, било што со државата, и ме интересираат конкретни проблеми за секој граѓанин. 20-тина до сега, барем јавно, соопштени, веројатно има и повеќе, има кривични пријави поднесено од страна на полицијата. Има 50-тина посочени примери, што е исто како кривична пријава по допрен глас, за други предмети. Ние не видовме ни еден од обвинителство да излезе до сега и да каже, види, добивме до сега, задолживме тројца луѓе, ево овие три ќе ги бркаме. Не. Они се седат, чекаат државниот јавен обвинител да си направи инспекција, да ги исплаши овие што не се од како се вика групата на СЈО и нивните соработници и да видат што ќе биде дајле. И така да се помине тоа, да помине гужва, да се терат по старо. Тоа ги интересира. И граѓаните мора да притискаат на обвинителство да си работи. Не може полиција поднесе кривична пријава 30 или 20, а за ниедна да нема фидбек од другата страна. Имено ова исто така анализа за 1500 денари по глава практично на жител му доаѓа, толку плаќаме еден обвинител, односно обвинителство во државата. А сервис таков не добиваме. Цел правосуден систем. Кошта 1500 денари по жител, било да си бебе, било да си пензионер. Ти се зима секоја година од джеп и па боли информација искрено. И не смееш да прашаш. Иначе само ти кажам, ако кај нас 97% од обвинети луѓе се осудени, европски просек е 55-60, некои држави 70. Некои американски држави паѓаат и на 50-55. Тоа е просек у свет. Не може сите кои ги обвинуваш да ги осудиш за виновни и да кажеш нас правосудниот систем ни е топ. Како бе, дечко, бе топ? Па ти си хунта. Само хунта, сите што ќе ги собереш од улица завршуваат у затвор. Мислам дека не постои веќе човек кој што би се служил дека не е на некој супер ниво, дека не е правосудниот систем. Ама мислам 3%, дека ни една институција, јас сум постар, не памтам у Македонија да имала 3% рейтинг, односно доверба од граѓани. Исто како што веќе и експертите некако на тема на дворешна политика и проблемот со Бугарија
размислуваат во насока на оние планови идеи кои ги има актуелната влада и веќе не е ни тема тоа на никој начин, па затоа ќе се задржиме на реални завчера проблеми. премиерот Мицковски, министерот Николовски го кажа автопат од 5 или 10 километра до Косово. И сега сме вика, чекај, ние тоа беше наш проект, па што не го завршивте? Зашто не го завршија? Знае зошто? Зашто нивите на кои треба да помине автопатот претходно ги купуваат функционери на ДУИ и автопатот се трасира по нивните ниви за да земат пари. Така. И затоа ден денеска нема. Има 100 такви проекти на СДСМ кои се само на папир за да се наплати провизија. Не чинел Бехтел и Јенка договорот. Договорот на Бехтел и Јенка не чини зашто 350 милиони евра. 350 милиони евра у една мала Македонија се исплатени на Бехтел и Јенка, не е метар пат почнат. Овие дојдоа, седноа со Бехтел и Јенка и викаат, види, дечки, ви имате 350 милиона. Ние немаме проект реален, зашто немаме уште детален проект за ова што сте земале пари. Дај почнете да работите други работи, за кои имаме проекти, да се отфитануваме, што би рекле во Скопје, да ни се одолжувате. Што? Па еве, фатете го, дело до овој пат, дело до оној автопат, за да почнеме да враќате нешто, а ние коридорот 8 исто така ќе го градиме. Но треба проекти, треба пат, треба да се откупи земјиште. Тие 350 милиона треба да ги оставиме да лежат со години, додека ние да ја завршиме друга работа. Не е у проектите на СДСМ проблем, украдењето по проекти е проблем, бидејќи проектите никогаш не се реализирани. Како што болницата во Штип не се реализираше, а плати 2, односно 5 милиона Филипче на Гркот, кој си отиде. Пази, не ти ја изградил болницата, си оди и ти го частиш. 5 милиона државни пари. И потоа нели секако дека не остануваат само кај Гркот парите, тука е јасно. Мене тие ме интересираат цените на станови и кири во Македонија да се помали. Ја не сум кираџија, но има илјадници студенти, луѓе со помали привања, особено млада генерација која е под кири. Добро, тоа е едно супер прашање, одлична тема. Сето тоа за Македонија е многу скапо. Квадратот е неверојатен и повеќе од луксус е. Меѓутоа се распродадени оваа. Скопје над 2000. Кој ги купува? Тоа е прашањето. Кој ги купува е прашање. Значи треба темелна анализа кој ги купува тие станови 2.500 евра и за кои цели. Бев во една прилика неколку месеци во Германија. Добро. Не толку одам. Келн, гледав и други. Како го решаваат тоа? Во една покрајна, државата ги зема сите земјишта што не почнале да се градат, зашто свесно ги држат граđевинариве, не градат да се качи цената и после да почнат да градат, градот ги откупува. Доноси закон таа држава, Германија нели е федерација, така, од повеќе, и ги откупува земјиштата и ги дава на трет да гради. Како решија они со кири и станови? Искра има 4 стана. Добро. Предпоставуваме така. Добро. Кој стан живееш ти? Станот А. Станов Б што е? Па станов Б детето ќе ми живее. Колку има? 18, 19, 20 години. Нека се пријави овде. Остануваме со уште 2 стана. Овие 2 стана што ти се? Па за другите деца ми се. Фино. Овој стан у кој живееш ти има низок данок. Овој 3 што ти се празни, ќе имаат екстра висок данок. Ако овој ти е 100 евра годишно, за овој ќе плаќаш 2000 евра годишно. Зошто? Затоа што ти е луксус. Не го употребуваш. Дај го под кирија, ти вика државата. Добро. Ако го даеш под кирија, си има персоналец, си има други трошкови кои се вртат, струјата, водата унутра, државата зима ДДВ и добро. Добро, тој ти е за економски цели, тој ќе ти биде 300 евра данок годишно само. Ако никој не живее во станот, 2000 ќе плаќаш. Сега, ти во само во Скопје да направиш реална ситуација, број на станови, со лични карти, значи вкрстени податоци, ќе видиш кој кај живее. Ги зимаш договори во УЈП, кои се пријавени за кирија. Гледаш кои станови се покриени со кирија. Овие не се со ништо. Списоче 3000 евра годишно по стан. Зошто? Дај го под кирија за 300 евра. Па ќе добиеш 6. Нема да даеш 3, ќе ти влезат 3600. Па ќе бидеш шуќар. Така ќе намалиш киријата, така реално ќе дојдеш до тоа и на крај очекуваме конечно да добиеме закон со кој ти ќе мораш да го докажеш својот имот. Така е, и она што го спомена на почетокот на одговарањето на ова прашање. Да ти кажам дека во Македонија во соработка со европските институции се подготвува граѓански законник. Има професор одправен у пензија кој е консултант за Македонија на странциве. Ние имаме само кривичен законник кој ги решава сите дела од област на кривичните престапи.
сега да имаме граѓански законник, значи внатре се сите. Од брачни до имање давање до семени, до долгови до душоуправници. Граѓанските постапки. Сите граѓански. Сега е шанса да утврдиме ние потекло на имот. Да видиме кој тоа купува станови по 3000 евра квадрат, од кај му се парите, за кои цели и намени. Ако е за него, аир нека му се. И нека плати низок данок. Заработил, живеел, данокот е низок. Но ако му се за чување, ако му се за да не ги чува барите у банка, бидејќи таму УЈП би ги видела, а одека Господ знае на кој сме пријавен како собственик, тогаш ќе мора да докажува. Многу интересно звучи ова со граѓанскиот закон. А мене тие тебе не интересира, тоа сакам да ти кажам. Апсолутно доста. Затоа не ќе да зборам бугарите што мислеле за реални европјанката била тука проблеми. европскава, како се вика шефица, ама вака мислела, како сака нека мислела. Беше тука и Меркел, па видовме што значи мислење на најмоќната жена во Европската унија во тоа време. Мислење не значи ништо. Ја како ќе живеа? Бидејќи ексклузивно го соопшти ова, прв пат го слушам, кога За може да граѓански го законник. очекуваме да профункционира? Мислам дека негде до пролет треба први резултати. Кривичен законник најави СДСМ. Уште Маричич кога беше дека ќе добиеме, немаме кривичен законник. Да, не им да. одговара на СДСМ. Како они само еден закон извадија, закон 353 став 2, значи злоупотреба на службена положба, само тој го трансформира у неказнивост од казнивост, за да себе се заштитат кои ќе паднат од власт како што се сега, брзо да им застари. Друго, не пипна од кривичен законник. Затоа кога гледат граѓани телевизија, особено портали и се, гледајте што ве интересира вас. Бугарија е небитна тема од аспект на обичен граѓанин. Може да имаш европско здравство и за 25 години ти примат Европска унија да го имаш утре. Има такви земји. Има и примери. Не чекај и да те примат Европска унија утре. Еве ги Бугариве, немаат поголеми плати од нас. Не, нас ќе не чека едно добри 5-6 години Бугарија банкрот. ги има сите предности кои ги има држава стара 200 години. Има поубави театри, култура поразвиена и ред други работи кои треба време. Треба да се создава генерација на генерација. Граѓаните треба да ги интересира зашто ние немаме више фудбалери, немаме пејачи, од она ниво што сме ги имале, немаме сликари, немаме уметници, немаме научници. Културно-уметничкиот идентитет и спортскиот никако Тоа е проблемот. Тука е проблемот. Она што мене ми се допаѓа КВМ и што можам сегде да го бранам и по слави и по роѓендени, а уште поише по емисии. Ја мислам дека нема веќе кој да го напаѓа, тоа е најинтересно. Секогаш ќе има. Креативноста и тоа што се гради и тоа што се прави. Вие имате министарка за образование која донесе книги. Книги во образование. Ние сме сега 16 Тоа век. е исто како Липдан имаш на масата. Не, 16 век. Да. 17 книги. Книги немаше. Ние имаме, например, закон за семејство кој е во колизија со Устав. Уставот вика, брак е однос заедница помеѓу маж и жена. Во законот за семејство Мила Царовска туркаше дека не постојат родители и не постои машко и женско. Односно са родител 1 и родител 2. Родител 1 и 2. Родител 1 и 2 може да бидат од исти пол. Така? Така. Сега, ако се вие два од исти пол, живеат во заедница поише од година ден, они се во брак. Така? Добре. Спротивно на Устав, кој вика брак е заедница помеѓу маж и жена. Зашто не збориме за тоа? СДСМ е превземен од невладините организации, од Фондот за отворено општество и они го водат. Не го води никој од СДСМ, Заев и они. Да, видовме и како се полнаат џабовите на одредени граѓански активисти, одредени НВОА, па и богами вработените под наводници во... Јас во една емисија подготвувајќи се отидов да прашам колку пари поделил Фонд за иновации во времето на СДСМ. Ја бев убеден, вака скромно, дека се работи 30-40 милиона евра. 300 искра. 300 милиона евра се поделени од или преку Фонд за иновации. И тоа се наши пари. Тоа е волку пари дава државата за пензии годишно како надомест дополнување на пензискиот фонд. Тоа се пола пари од здравствен систем. Нашиот фонд за здравство има 500-600 милиона годишно. Овој ги потрошил 50% у фонд за иновации. Ај за крај па нешто од екзистенцијалните теми и завршуваме тука бидејќи веќе го пробиваме терминот, ама конечно ми се допаѓа што зборуваме за реални работи, да не се повторувам, отколку за политички анализи кои не ни носат леп на маса. Како и да, ќе имаме ли млади кои ќе се вратат и кои ќе сакаат да останат за од сега за 100 години, да не останеме нација на стари луѓе кои па и тогаш ќе нема да може да имаат пензии да земаат. Ќе нема кој да ги прави да го полни пензискиот фонд. Ај уште само тука.
за да има пензии како што треба, нормално, генерацијски да се обнова, треба 2-2,5 вработени да имате на еден пензионер. Ние немаме 350.000 пензионери и 500 и нешто илјади вработени, 600.000. Значи 1,7 од прилика е. Нас ти фалат луѓе да работат или треба да се качи пензискиот рок, како се рокот за одење у пензија. Ја имам син и ќерка кои живеат во Македонија. Мојот син за мои пари, без фондови, без ништо, е школуван во странство, во Португал, во една од најдобрите 10 економски школи во Европа. Во Македонија. Значи може да се живее во Македонија и јас препорачувам, ако може. Гениалците и очајниците бегаат надвор. Гениалците затоа што Македонија немаше да му прежи. Објективно ти сега пејач, не знам, оперски од некаква класа, ти немаш оперска сала во Македонија. Борам за такви случаи. Во Македонија првин треба да се содаде закон и економија. Тие две се веќе овие 4 месеца во фаза. Кој сака нека дојде тоа страна СДСМ, еве имате дуел емисии. Кај сака да одиме? Да збориме со бројки и факти. Овие 4 месеца имаат повеќе резултат отколку целата влада од 3,5 години на Димитар Ковачевски. А да не зборуваме за тие 7 предходни. Не, другото е лоповлук, све. Значи, повеќе резултати има за 4 месеци. Неспоредливо е да споредувате као јапонец и некоја најмрзлива нација или не знам што у светот кој како работел. Не се споредува ВМРО и СДСМ, особено не сега. Не може да ги споредуваш. Али, зато треба да притискаме владата, и ја и ти, сите новинари, да остане на овој курс. И да има нови проекти и нови, и некои што ги нема во програмата, да ги чуеме и да ги видиме. А ја верувам дека барем 80% од програмата ќе се реализира, ќе ја вратиме оваа емисија снимка, да видиме после година дена што е направено. Не се споредува. И не покушавате да го споредувате, него уживајте и барете уште повеќе. Ако за ништо можеме да сме сигурни, тоа е дека е лекцијата научена и дека овој народ македонски знае да казнува кога некој не реализира она што ветил, а впрочем сме доведени под дното да веќе... Да, ама Заев 4 години владееше на нереализирано и на обратно реализирано. Кај истиот народ. Ама таа лекција чинеше многу скапа, мислам. Чинеше затоа што ние не смеевме тие 4 години да збориме, не гонеа по затвори, не гонеа со инспекции, не гонеа лично, не вреѓа, не кршеа, излози и така дали, моравме да ќутиме. Сега не мораме. Така е, не ќутевме ни тогаш, тука ќе се сложиш чисто така со мене. Драган Павлович Латас, благодарам што беше вечерва дел од заедницата. Благодарам и за тебе и за гледачите кои не гледа. Коначно верувам дека на начинот на кој што дискутиравме, новинарски меѓусебно и темите за кои зборувавме вечерва ви се многу поважни и многу по блиски, значајни да ги видите како епилог во позитивна смисла отколку било каква друга политичка анализа, која и вечерва ја протнавме на некој начин. Благодарам за вниманието, останете на Алфа.